Ниту има економски раст, ниту пак граѓаните и фирмите имаат пари. Зголемениот БДП од 2,4% е резултат на инфлацијата. Експертите алармираат, бројките воопшто не се добри, бидејќи нискиот раст бил остварен кога кризата се уште немала замав, а инфлацијата била пониска. Поранешниот советник во Министерството за финансии Бранимир Јовановиќ очекува уште полоши резултати за вториот квартал. Сосема било известно економијата да има пад во периодот од април до јуни и да влезе во рецесија во втората половина од годината. Во првиот квартал, тоа скоро и да не го видовме, војната почна на крај на февруари, така што првите 2 месеца од годината беа окей. Она што се гледа веќе во април сега со новите податоци е дека индустриското производство има пад од околу 4%, што е висок пад, и трговијата мало, исклучувајќи ги горивата, исто така има пад, 2% има пад трговијата на мало. Тоа ви покажува дека економијата веќе во април не е во воопшто добра состојба, туку можно е да имаме и пад на ВДП дали во вториот квартал, дали во остатокот од годината. Цените мора да се ограничат за да се спречи галопирачката инфлација која достигна 12%, апелира Јовановиќ. Вели, ако има антикризни мерки, инфлацијата колку толку може да се држи под контрола. За најавите на министерот за економија Крешник Бектеши за намалување на профитните маржи во производството и трговијата од 5 и 10% и укинување на некои давачки при увоз, Јовановиќ коментира дека овие мерки нема да бидат доволни. Според него, мора да има построги контроли и замрзнување на цените. Дополнително бара владата да има долгорочни мерки, а не постојано да ги менува, за граѓаните и фирмите да знаат што ги чека и да се подготват за промените. Само така дизајнирани тие ќе го постигнеле посакуваниот ефект. Не сме да се дозволи кризава повторно да падне на грбот само на сиромашните луѓе со тоа што ќе скокнат цените. Не сме да се дозволи фирмите да остваруваат високи профити во ситуација кога луѓето тонат во сиромаштија. И затоа е потребно да има контрола на цените за да се намалат профитите на фирмите. Сите супермаркети прават високи профити. Не само тие, и нафтените компании исто така. Затоа е потребно да има регулации на нафтените деривати. Аналитичарите очекуваат инфлацијата да се разгори во јуни и да достигне 15%, бидејќи месецов беа укинати претходните антикризни мерки. За новите владата ќе одлучува наредната недела. За да се олесни ценовниот удар, фирмите побараа владата да се откаже од дел од ДДВ и акцизата, да ги активира стоковите резерви, да ги олесни процедурите за поставување фотоволтаици и да го зголеми производството на храна и струја.